Сократиче во Сицилија. Тој својата прва наобразба добила од својот татко Фидије, каде што пројавува голема љубов кон науката, математиката, астрономијата и механиката. Легенда за Архимед. Крал Херон му поставил задача на Архимед да утврди дали круната, која била направена од непознатиот златар, е направена од чисто злато или во неја се употребува и друг метал, сребро. Делото кој што е познат Архимед, хидростатиката, Архимедовата сила, механиката, лосови, макари и други видови прости машини, геометри, плоштини и волове на разни правилни тела. Кога некое тело потопиме во вода, забележуваме како некоја сила го турка телото нагоре. Тоа е всушност силата на потисокот. Сите тела имаат различна маса, односно различен волум. Затоа некои пливаат, некои тонат, а некои летат. Ако тежината на телото е помала од Архимедовата сила, резултатите на овие сили ќе има насока нагоре. Поради тоа телото се подкрива во тесноста додека неговата тежина не се изедначи со Архимедовата сила на потопениот него врв. Тежината на телото е еднаква на Архимедовата сила. Резултатот од овие сили е нула. Поради тоа телото останува таму каде што сме го поставиле. Лепте е во течноста. Ако тежината на телото е поголема од Архимедовата сила, резултатата на овие сили ќе има насока надолу. Поради тоа телото потонува. Ареометр се направи кои се засновани на пливањето, а со кои директно може да се измери густината на течностите. Се викаат ареометри. Ареометрот представува затворена стаклена сетка, која на долниот дел е проширена и каде се става жива, оловни стачници, за да може да плива вертикално и слободно. На горниот крај сетката е потесна и во неја е сместена скала.